Здраво, мои ученици! Утре е четврток и вие си ги знаете часовите за ден четврток: македонски јазик, англиски јазик, математика, ликовно образование и музичко образование. Денеска нова презентација. Значи, јас ќе ви ги одржам сите часови, ќе ви дадам некакви појаснувања за сите часови што ќе учиме. Ќе почнам од македонски, ќе продолжам со математика и ќе ви дадам насоки за ликовно и музичко образование. А часот по англиски јазик секој ќе го оставам на вашата teacher Ангела. Значи, денеска за македонски ќе си ги подготвите тетратките без линии, тетратките потесни и широки и веќе знаете штом тоа го кажувам. Учиме нова буква. А математика ќе учиме нешто што е поврзано со тоа што го учевте вчера и ќе продолжиме, значи вчерашното знаење ќе го искористиме за да научиме нешто ново денеска. За ликовно ќе научиме нешто ново што се вика портрет и што е тоа портрет. И за музичко имате смислување на сопствена кореографија на вашата омилена детска песна. Подготвени сте? За математика, учебник број 3 и училишен прибор. Почнуваме. Ајде да ги видиме сликичките. Вчера учевме за убавото црвено лале и сега го гледаме лале. Што е ова? Лист, така. Ластовица. Лале, лист, ластовица. Дали откриваме веќе за која буква станува збор, која буква ќе учиме? Лале, лист, ластовица. Така е, погоди, ја учиме буквата Л. И на часот по македонски еднаш зборувавме дека буквата Л или гласот Л можеме да го слушаме на два различни начини. Како Л, лале. Еве, во еден збор ја имаме два пати буквата Л, еве, а првата Л и втората Л, меѓутоа не се слуша исто, лале. Значи, како Л и како Л понекогаш се слуша. Лале, лист, ластовица. Ајде, кажете ли, ла. Ли, ла. Како се слуша кај лист, а како кај ластовица? Значи, гласот Л го слушаме на два различни начина. Еве сега имаме и што? Лепак, така е. Лижавче, лижавка. И омилената ваша храна. Омилена е? Знам дека не сите бегаме од некој што се наручкал што? Лук. Меѓутоа, како го крстивме лукот на часот по македонски еднаш? Лук против гриповски. Така, тој е многу здрав, не штити од грипови и разни вируси и треба да се ручка и покри тоа што мириса малку непријатно. Лале, лист, ластовица, лепак, лижавка, лук. Ја учиме буквата Л. Ајде да видиме каде се слуша или дали воопшто се слуша гласот Л во овие зборови што сега ќе ги гледате на сликичките. Значи, јас молчам, вие си зборувате тоа што го гледате. Лонец. Ја има или нема буквата Л? Каде? Лонец. Така, во право си. Крал. Така. Каде? Крал. Крал. Така, на крајот. Гума. Дали го слушаме гласот Л во зборот гума? Точно, не го слушаме. Шал. Шал. Така? Каде? На крајот, во право си. Салата. Се слушала? Каде? Салата.
на средина. Кавал. Кажи кавал. Кавал. Кога ја изговараме буквата Л или гласот Л, нашиот јазик допира на горните заби. Л. Л. Кавал. Значи ја има буквата Л и тоа на крајот. Овие сликички и позиции на зборот ќе ти помогнат за пишување на твојата училишна работа што треба да ја завршиш во тетрадката. Значи запомти си ги овие зборови. Лонец, крал, шал, кавал, салата. Ајде да видиме од кои елементи се состои буквата Л. Првата сликичка ни личи на која буква ова? Така, како буквата Ј. Значи една права линија оди право и оп, тука се свиткува, што значи дека не е веќе права. Една искривена линија која што на почетокот значи почнува како права, но надолу се закривува и личи како кога ставате сопка на некого така со ногата и како Л буквата да става сопка на некоја буква пред неа. Значи тоа е првиот елемент на буквата Л што личи на Ј. Вториот елемент е права легната линија која што почнува од озгора па продолжува кон десно. И како и сите други претходни букви, тоа го напоменувам секој пат кога учиме нова буква, сите елементи се пишуваат од озгора надоле. И сега, легнатата линија од озгора ја продолжуваме кон десно и веднаш ја го продолжуваме третиот елемент, а тоа е права исправена линија која што не се витка веќе на долниот крај, туку останува права. Значи една исвиткана линија на левата страна, една горе легната и една права исправена. Буквата Л значи има 3 елементи. Еве и други зборови. Л, лубеница. Колку ми се пријаде сега лубеница. Л, лустер. Но ајде да заборавиме на лубеницата. Како се пишува буквата Л? Еве, значи започнува со како права линија, меѓутоа тука надолу се извиткува. Како буквата Ј малку личи, па потоа ја продолжуваме, значи веднаш од озгора кон десно легнатата и надолу се продолжува права исправена. Еве и малата. Еве ги трите елементи. Значи од озгора надолу свиткуваме кон лево, па горе ја пишуваме легнатата и веднаш продолжуваме кон надолу права. Исто се пишува и малата Л во тесниот ред, додека големата се пишува во широкиот и тесниот ред на тетрадката со тесни и широки. И еве разни букви, разни бои од буквата Л. Моделирање по ваша желба, значи ова е само еден пример, пишување на или цртање на некои предмети што започнуваат на Л и подцртување на буквата Л. Значи, во тетрадката по тесни и широки си ја знаете задачата веќе, мала, голема и мала Л, значи по 5 парови, голема, мала, значи 5 такви, во еден ред да имате. Ниту премногу стуткани, ниту премногу расширени да бидат. Значи, ке си пазите во секој ред да имате по 5 групи големо и мало Л. Големо мало, големо мало, големо мало, 5 такви групи. И не ги искривувајте, значи надолу да бидат како војници подредени, како вие на часот по физичко кога се подредувате, значи подредени како во војска, да нема лево-десно мрдање. И не заборавај, во учебникот имаш кратки вежби за откривање на буквата Л, тоа е за релаксација. И откако ќе ги завршиш сите овие задачи за буквата Л, знам дека ќе те измори, можеш да го
завршиш часот по музичко, а тоа ќе ти биде и како една физичка активност, бидејќи за часот по музичко имаме денеска ритмички вежби, ритмичко играње по вашата омилена музика. Значи, минатиот час требаше да проследите песни од детски фестивали. Еве сега, од тие песни, која песна ви се допаднала, и обично таму на фестивалите има хорче или балет во позадина, можете да гледате од тие девојчиња како играат и момчиња, па да ги повторувате елементите, можете да си измислувате сами елементи за вашата омилена песна. Важно, најважно од се е да се изиграте. Со тоа и ќе се одморите од пишувањето, за да можеме да го продолжиме вториот час. Можеш тука да го паузираш видеото, да се одмориш па да продолжиш. А можеш и да изгледаш, па сето на крајот да го завршиш. Тоа е твое како ќе одбереш. Сега продолжуваме математика, насока и движење. Страна 24, 25 и 26. Значи, во учебникот трет дел ќе треба да ги отворите. Сега за сега не мора, тука е се представено, но пред да почнеме со новото, сакам да ве проверам дали тоа од вчера ви е јасно. Ајде малку игра. Ја гледаме жолтата коцка и едно дете до неа. И сега, ние ќе го гледаме детето и ќе одредуваме каде тоа се наоѓа во однос на коцката. Значи, коцката е тоа што не се движи и стои на едно место, а детето ќе се движи околу неа. И сега тоа застанало каде? До коцката. Но од која страна на коцката? Ајде крени ја таа рака. Која рака ја крена? Раката со која што пишуваш или другата рака? Значи, другата рака. Тоа е твојата која страна? Лева страна, така е. И сега ќе кажеме дека детето стои лево од кутијата или од левата страна на кутијата. Лево до кутијата, како и да кажеме, нема да сгрешиме. А сега каде стои? Сега се преместило од... Така е. Од која страна кренија раката? Десната, така. Значи, детето е од десната страна на кутијата или до кутијата од десната страна. А сега, детето е во право си, а сега, така, значи овде детето е пред кутијата, а овде е зад или позади кутијата. Браво за тебе. А сега кажете ми каде е? Леле се качило на мердевен, како ќе кажеме? Горе. Така, а кога ќе се симне, велиме дека е долу. Така, значи имаме горе, долу, горе, долу. Ајде сега оваа сликичка да ја видиме. Каде е детето? Така, значи детето е под масата, а сега гледајте ја масата и се појавува една слика. Каде е сликата? Над масата, така е, во право си. А сега каде е детето? Меѓу две кутии или меѓу две коцки. А сега каде е? Детето е во кутијата. Ајде да повториме уште еднаш. Детето е лево од кутијата. Детето е десно од кутијата. Под масата, над масата, меѓу кутиите и во
кутијата. Сега, вие ќе ми одговарате на прашањата. Каде е мајмунот? Каде се куклите? Од која страна? Значи, куклите се до фотелјата или десно од фотелјата. А каде е пајакот? Така. Каде е мачката? А каде е јаболкото? Јаболкото е можеме да кажеме на два начина овде. Јаболкото е на земјата или јаболкото е, ако го гледаме дрвото, како ќе кажеме? Под дрвото. Сега сум сигурна дека ова ти е јасно. А сега, од каде оваа топка излезе и каде застана? Така, топката е од левата страна на кутијата или лево од кутијата. А каде е зајачето? Каде е црвчето? А каде е виножитото? Па виножитото е на небото, значи горе на небото. Браво! Штом ова го знаеш, лесно ќе ја научиш и денешната задача. А денеска, како што ви кажав, учиме за насока и движење. Вие знаете дека кога тргнете на училиште, од вашиот дом до училиштето мора да изодите некаков пат. Или кога тргнете до продавница, или од една соба во друга соба. Мораме да одиме, значи да поминеме некаков пат. И при тоа одење, мораме некогаш да го менуваме правецот на движење. Понекогаш одиме право, па свртуваме на една страна, на друга страна, па некогаш одиме и наназад. Кога се користи тоа наназад? Кој оди наназад? Па автомобилите, така, кога се паркираат. И сега ние ќе му помогнеме на овој зајко да го земе морковчето, да го најде. Ајде сега, имаме една скриена патека. Еве го зајко тука, еве го морковчето тука. Како ќе отиде сега зајко? Ајде да гледаме. Ако тргне по овој пат, да оди право, па да оди надолу, па пак да оди право, па да оди нагоре, дали ќе го земе морковчето? Па не. Па и тука, ако сврти, од тука, ако сврти, пак ќе најде на затворена врата. Ајде да му бараме пат на зајко. Да оди право, па надолу, па право, па сега каде да оди? Нагоре, ама тука имаме врата, што значи дека треба да одиме каде? Да одиме кон напред, пак кон напред, па да одиме да свртиме на десната страна, да одиме нагоре. И сега, ако продолжиме само право, пак ќе наидеме на друга врата. Затоа треба да скршнеме вака надолу да одиме, па право да одиме, па нагоре, па еве го морковчето. Еве да го видиме сега патот како беше, нацртан како црвена линија. Значи зајко оди право, па надолу, па право, па нагоре. Па налево, нагоре, надесно, нагоре, па пак надесно право оди. Па се спушта кон надолу, оди надолу, па оди напред, па нагоре, па напред и зајчето стаса до морковчето. Значи ова е еден лавиринт кој што, нели, мора да следиме некои насоки за да излеземе од него. А кои се тие насоки? Еве сега ќе видиме. Ова е страна од твојот учебник, значи страна 26.
каде што се дадени зборови што најчесто ги употребуваме кога даваме некаква насока, да некој да се движи. И тоа се горе. Ајде да видиме која стрелка ни кажува овде горе. Така, ова е таа стрелка. Па имаме долу. Тоа е оваа стрелка што оди надоле. А па овде кај што пишува низ. Низ. Да се провлече, еве како низ овие гуми. Значи да отиде низ нешто. Околу е да сврти, еве вака околу, да сврти, да залитне. Како овие тука столпчиња, да отиде околу нив. А преку е да помине преку нешто. А под знаеме. Например, да помине под овој шатор или ова кебе што е, не знам. Значи со различни стрелки се прикажуваат насоките на движење. Еве во учебникот е дадено едно дете и тука пишува почеток. И сега треба да ги следи детето стрелките, па да видиме, еве, да му кажуваме ние каде тоа ќе оди, што треба да прави. Значи да оди горе, долу, така е, па потоа, што? Преку гредата да помине, па низ гумите да се протне, што сега да направи? Да прерипа преку гредата или ова дрво овде што е, па да помине околу столпчињата, да се провлече низ бурето, да се качи по скалите, да се спушти, што? Долу, низ ова малото болганче и да помине под кебето и доаѓе до крајот. Јасно ти е сега? Значи имаме горе, долу, низ, околу, преку и под. Давање насоки. Можеме да поминуваме преку улица, да залитнуваме околу дрво или да се провнеме под маса, под стол и секакви различни команди да се даваат. Ние имавме една таква активност во училницата, јас знам дека се сеќавате, кога одивте според дадени стрелки, кога учевме за кодирање, и подоцна ќе имаме една таква слична вежба. А сега да ги објасним и наредните две страни, 24 и 25. Значи на оваа претходната страна не ви кажав, само треба да ги повторите како јас што му кажав на детето, да ги кажете значи насоките по кои тоа треба да се движи за да стаса од почетокот до крајот на оваа патека. Ништо тука немате запишување. На наредните две страни, 24-та, еве тоа е таа страна, и 25-та, јас ќе ви ги објаснам вежбите, а подоцна вие ќе си ги завршите. Овде имаме две команди, наназад и нанапред. И сега, ако треба да се движи објектот нанапред, треба да го штиклирате првото квадратче. А ако треба наназад да оди, треба да го штиклирате второто квадратче. Еве како тука. Овој автомобил, за да се паркира овде на паркинг, еве како ни кажала стрелката. Треба да оди наназад или во рикверц. Така велиме ние. И што сега ќе заокружиме, тоест ќе штиклираме? Назад. А оваа жена за да се приклучи на редицата треба да оди, што ни кажува стрелката? Напред. Значи, ќе ја штиклираме првата. Првото ви е напред, а второто ви е назад. Сега, ова девојче, гледате дека е понапред, што треба да направи за да се врати кај другите девојчиња? Така, ова столче, за да се приклучи кон другите, треба да се така, вазната
за да се стави во ист ред како овие три вазни, треба да ја гурнеме што? Наназад, така е. За да се паркира авионот, стрелката ни кажува напред, така. И сега овој автомобил за да се паркира во гаражата треба да вози како? Така, наназад. И само ги штиклирате овие што се дадени квадратчиња. Сега на оваа слика вие давате насоки и треба да помогнете. Како во дадениот пример, помогни му на глувчето да стигне до сиренцето. И сега детето како му кажува? Кај аголот заврти лево. Значи глувчето треба да оди малку право, па да сврти на кај која рака? Значи на кај левата рака и пак да продолжи право. И така му подкажува ова подкажувало. А вие ќе бидете подкажувала на глувчето за да стаса до сиренцето и ќе му кажувате внимателно да не го погреши патот. Значи овде како ќе му кажеме? Качи се, така, а тука помини преку што? Овде што треба да направи? Значи да помине низ цевката, а овде да помине преку што? Овде да се симне каде? Долу, така, а овде? Значи како ќе дојде глувчето до сиренцето? Треба да помине низ или преку подземниот тунел. Знам дека веќе ти е јасно. Сега малку ќе играме. Имаме маченце со што стака да стаса до млекценце. И овде ни е даден лавиринтот како помош, а ние овие стрелки, тоест јас сега ќе ги поставам, а подоцна ќе ги ставам и како документ да можете вие дома сами да ја играте оваа игра, овие стрелки да ги местите според лавиринтот, а тоа се прави со глувчето со влечење. Ајде сега, како ќе дојде мачето до млекцето? Прво што треба да оди? Да влезе во лавиринтот, па да оди што? Нагоре. Која стрелка ќе ја одбереме сега? Значи тоа влегува, еве првата стрелка. И сега ја бирам стрелката. Мора вака да го исклучам. Вака. И ја бирам стрелката што е за нагоре. Ја влечам и ја ставам вака. Дали уште една стрелка ми треба? Така, значи уште да се движи мачето. Сега треба да оди на кај десната страна и ќе ставам една стрелка на десно. Па треба да оди каде? Да спадне надолу? Ајде бараме стрелка надолу. Па сега треба да оди пак напред. Па да оди што? Нагоре. Еве вака. Па да оди напред. Па сега пак нагоре треба да оди. Еве нагоре оди. Па ќе оди на напред. И уште еднаш на напред. И сега ќе оди каде? На надолу. И веќе еве стаса до млекцето. Ајде сега и ова. Што е ова? Жирафа. Бара помош, ви вели, помогни ми да стасам до палмата. И еве го лавиринтот. Овој лавиринт, јас ке ви го оставам, значи ви кажав како треба. Вака се влечат со маусот стрелките, се задржува, значи со клик и ќе ги распоредувате. Сега каде треба да оди? Сега треба нагоре. Еве вака. Па треба да не сгрешивме нешто, не. Треба вака, кон десно, па пак кон нагоре, па пак кон десно, па сега надолу и така се да дојде до палмата.
Можете ова да го завршите? Знам дека можете. И сега, кога ги ставаме стрелките, си кажуваме напред, нагоре, надолу. Овие не се враќаат во лавиринтите назад, одат напред за да стасат до млекцето и до палмата. Меѓутоа, вие ќе си кажувате, значи ќе си ги давате насоките, ќе му помогнете на животното да стаса до одредената цел. И бидејќи во учебникот немате многу запишување, еве ви една игра што ќе ви ја пратам вака, исто како ова, да го проследите. И на крајот, за часот по ликовно, ќе се запознаеме со поимот портрет. А што е тоа портрет? Ќе ви објасни една супер наставничка на овој линк што е овде даден. И ќе видите како убаво е појаснето што е тоа портрет. Вие знаете, знам дека знаете, кога цртаме некој, вака само, како мене што ме гледате на екранчето, од рамената и главата, значи само ликот, и на ликот покажуваме некаква емоција. Дали тој што го сликаме е тажен, дали е радосен, дали е возбуден, дали е исплашен. Значи, на портретот се прикажуваат емоциите преку лицето на тој што го представуваме. И убаво наставничката ќе ви објасни што е тоа портрет, исто како што и јас би ви објаснила, и како се црта портрет. Вие сте мали за сето тоа, така да можете да го нацртате, немој да се разочарувате, да викате јас не знам да цртам, вие сте уште мали и ќе научите да цртате. Меѓутоа, ова е видео во кое што наставничката убаво појаснува дел по дел како се црта портрет. И часот по музичко веќе ви кажав, значи тоа го можеби некој од вас веќе и завршил, значи играње на вашата омилена песна во ритмот на музиката. Уживај, се гледаме во петок. Чао!